Процесот за намалување на бројот на бездомните куќиња е долг и мекотрапен. За него се потребни системски решенија во кои треба да се вклучи општината, комуналното јавно претпријатие и ветеринарните станици. За жал во општина Кочани оваа систематска мерка се уште не е реализирана. Имено со одлука на Советот на општина Кочани, комуналното јавно претпријатие Водовод беше задолжено да распише тендер за изнаоѓање на соодветна ветеринарна фирма која ќе го врши заловувањето, стерилизацијата и сместувањето во стационарна куќиње скитници. По неколкото објави на овој оглас не се пријавила ниту една ветеринарна станица, што значи дека во Источна Македонија не постои ваква институција која ќе ја превземе одговорноста за згрижување на куќињата скитници. Инаку домашните миленици многу почесто напаѓаат луѓе неголи бездомните куќиња, истакнуваат од Сдруженијето за заштита на животните. Најчесто несовесните сопственици ги пуштаат слободно да шетаат без заштитна маска, а тие пак многу лесно може да нападнат. Инаку во повеќе урбани средини во Кочани сликата со куќињата скитници е поразителна. Секојдневно се среќаваат поголеми глутници куќиња кои бараат храна по контејнерите, по кантите за отпадоци, а и се